Еве на назад во студиото, а време е за нашите пријатели од Просветно дело, со кои што секоја недела во рамки на нашата емисија имаме по едно заедничко дружење, моменти кога тие знаат и умеат со своите изданија да направат во нашето студио да биде пошарено, поубаво, повесело и секако да дознаеме што се тие имаат во нивните продажни мрежи низ Македонија, се со цел да го задржат вниманието на целата читателска публика. Денес ќе разговараме токму за најмалите, за оние кои што секојдневно треба да бидат исполнети со најразновидни активности кои што ќе го задржат нивното внимание, ќе ја разбудат креативноста во нив и секако ќе ги научат на едни здрави, убави навики кои што ќе ги пратат понатаму во животот. Книгата треба да биде нивниот најдобар пријател, а Просветно дело на вистина на одличен начин се грижат, тоа тие на лесен и едноставен начин го прифатат. Денес во студиото ќе разговараме со Марија Богоевска од Просветно дело. Марија, добар ден и добре дојде. Добар ден и добро ве најдов. Денеска повторно тема на разговор ни се оние најмалите, најинтересната читателска публика за кои што вие редовно се грижите, добро да бидат снабдени со материјали кои што ќе го задржат нивното внимание. Тука во студиото донесовте дел од производите, ќе разговараме за лепенки, музгалки, решавалки, сето она што го има кај вас. Така, секогаш во Просветно дело се трудиме да бидеме актуелни, особено кога станува збор за оние најмалите, бидејќи нели од најмала возраст се гради онаа љубов кон книгата, за потоа децата да станат едни од најдобрите читатели. Така што еве овој пат повторно ексклузивно кај вас, последната сликовница излезена од печат, станува збор за едно интерактивно издание, Моето тело. Зошто е интересна оваа книга? Оние најмалите над 3-4 години, кога веќе го осознаваат светот околу себе и сите веќе знаат дека се полни со прашања и често прашуваат зошто на некој косата му е жолта, на некој црна, зошто им се на луѓето различни боите на очите, што ќе се случи кога ќе паднеме и ќе гудриме рачето, да речеме. Токму затоа една книга преку која најмаличките ќе може да ја учат анатомијата. Станува збор за Моето тело, сликовница која што преку јазичиња кои што ги има одстрана и кои што се влечат, откриваат што се случува во телото на човекот. Открива каква ни е кожата, зошто бојата на косата ни е различна, што се случува во желудникот откако ќе се најадеме. Едно навистина интересно, ексклузивно издание и повторно ќе кажам нешто што е најново од печат излезено пред 2, односно 3 дена. Навистина тази еве повлечи и научи многу нешта може да научат најмалите преку ова издание на Просветно дело, токму за човековото тело. Веројатно дека ќе биде од голем интерес и за родителите да се упатат во продажната мрежа на Просветно дело и на многу полесен и поедноставен начин и тие да им ги дадат одговорите на своите деца. Па да, токму затоа ги зедовме правата за оваа книга. Нели повторно ќе кажам, децата се тие кои што се интересираат, ова ќе биде навистина едно интересно издание, ги повлекуваат јазичињата и буквално откриваат се што се случува под кожата, во нивната глава, во нивниот желудник, на интересен и интерактивен начин да се задржи нивното внимание. Да, имате лиценцата и правата за ова издание, како е можеби прифатено во останатите земји ова издание за човековото тело и колку таму всушност помогнало во родителите и едукацијата на најмалите? Па да, бидејќи нашите уредници постојано се во текст со се она што се случува надвор од Македонија, особено на сеимите во Франкфурт, Болонја, еве сега престои саемот за книга во Белград, така што следиме се она што е актуелно и се трудиме на најбрз можен начин да го донесеме и во Македонија да допре до нашата читателска публика. Да. Ќе ги отвориме и телефонските линии, затоа што гледачите веќе добро се навикнати кога Просветно дело се дел во нашето студио. Тие знаат и умеат и да ве наградат. Денес ќе наградиме двајца наши редовни гледачи. Ќе подариме училиште за пирети, училиште за принцези. Станува збор за лепенките, односно 4 книги со лепенки кои што ќе ги представиме денес во рамки на емисијата Македонија денес. И преку овие книги со лепенки повторно децата може да се едуцираат и да се задржи нивното внимание. Токму сега Марија ќе ни даде одговор за овие книги со лепенки, колку тие имаат интерес кај децата. Па да, последниве 2 до 3 години децата се научени кога ќе земат некоја книга во рацете да има и нешто што да прават освен да прочитаат, односно дали да лепат лепенки, дали да дополнуваат, да пополнуваат нешто во неа, да обојат или да допишат и токму затоа и поголемиот дел од нашите изданија ја имаат таа интерактивност во себе. Овие 4 книги
тие се на еден интересен и хумористичен начин представени најразличните училишта за кои што децата фантазираат и сонуваат. Значи станува збор за необични училишта, училишта за пирати, училишта за самовили, училишта за диносауруси и училишта за принцези. Тука поделено веројатно и за момчињата и за девојчињата, веројатно девојчињата се тие кои што повеќе ги сакаат училиштата за принцези и самовили, додека момчињата ги бираат оние за пиратите и за диносаурусите. Така, бидејќи самата приказна во овие изданија е интересна, преку 3 ликови, тоа се 3 принцези, 3 самовили, 3 диносауруси и 3 пирати, тоа се деца кои што го опишуваат својот прв ден во ова необично училиште. Пиратите кажуваат како е да се биде пират, што појадуваат на големиот одмор пиратите, дека прво учат да пливаат и да се мечуваат, принцезите ги пијат најскапите пијалоци, самовилите откриваат каде е магијата, а диносаурусите кажуваат како пишуваат, така што еден интересен начин е децата да имаат интеракција, воедно и да откриваат во приказната и да ги лепат лепенките. Навистина интересен начин за внимание на најмалите. Ние веќе ги имаме и гледачите кои што ќе добијат по една книга подарок. Станува збор за училиште за пирати и училиште за принцези, па во однос на тоа дали имаме гледач кој што сака да подари на девојче, така ќе ги поделиме. Добар ден за првиот. Повелете, во програма сте. Добар ден, овде Павлина од Скопје. Ви пожелувам убав работен ден. Павлина, ви благодариме за јавувањето. Вие ќе добиете подарок книга со лепенка. Дали би ја сакале за пиратите или за принцезите? За пиратите, ако може. Така. За пиратите книгата ќе биде во ваши раце, а наследниот гледач кој што веќе не чека на другата линија ќе остане училиштето за принцези. Дали го имаме гледачот на линија? Да. Добар ден, повелете. Добар ден. Кој ни се јавува? Мица на телефон, прекрасна ви е емисијата. Ви благодариме. И книгите се многу симпатични, така да мислам дека ќе бидат радост за децата. Одлично. Книгата со принцезите секако дека ќе биде за вас во една од продажните мрежи на просветно дело за сите оние кои што се јавуваат од Скопје. Станува збор за продавницата близу гимназијата Јосип Броз Тито. Секако оставете ги податоците во режија за да ви искомуницираме понатаму. Доаѓаат ли специјално родителите за овие изданија и токму за возраста можеме да поразговараме? За која возраст се најсоодветни овие лепенки? Лепенките веќе започнуваат од онаа возраст над 5 години, кога веќе детето е доволно возрасно да може да ги лепи, меѓутоа и оние помалите дечиња со помош на родителите се оние кои што им откриваат каде може да се залепи, каде да се стави лепенката, така што нема некоја одредена возрастна граница. Тука уживаат подеднакво и едните и другите, и децата и родителите. А кога станува збор за малите умни глави, знаеме сите колку децата денес се навистина итри, сноодливи и колку знаат со нивните одговори да не зачудат и да не запрепастат, како се вели, со нивните размислувања. Мозгалки се книги кои што се токму за тие умни мали глави. Така, Мозгалки е веќе книга за оние дечиња кои што се веќе тргнати во прво оделение, значи на годишна возраст над 6 години станува збор за едно издание кое што е исполнето со активности кои што може да ги решаваат. Значи зборуваме за поврзување на бои, предмети, лавиринти, прецртување на геометриските форми, издание кое што ќе им го потполни денот по училиштето, односно ќе развие нивната креативност, ќе им ја зголеми концентрацијата и секако родителите би можеле во ова издание да работат со нив за да ги надополнат нивните знаења. Така. Потоа ќе ја представиме секако и лиценцираното издание на книгата за лутите птици и Калимеро. Станува збор за книги кои што се, односно изданија исполнети со пополнувалки, мозгалки и лепенки. Тука во ова издание имаме се. Така, значи, особено сме горди на сите оние лиценцирани изданија кои што ги имаме. Нешто последно од летова станува збор за Калимеро и за лутите птици. Освен тоа што ги има како боенки и приказни, бидејќи овој пат нели во емисијата зборуваме за сите оние изданија кои што се со пополнувалки и мозгалки, ги зедов токму овие изданија, бидејќи во нив преку своите омилени ликови најмалите ќе може да пополнуваат, да решаваат и со тоа да ја зголемат својата креативност. Зборуваме за лиценцата Калимеро и за лутите птици, преку кои што нели, освен што ќе ги научат и поврзуваат боите, освен преку лавиринти што ќе дојдат до заклучоците и до решенијата, ќе се забавуваат, ќе лепат лепенки и ќе може да бојат. Калимеро повторно помеѓу најмилите и најмладите. Сите добро се сеќаваме на Калимеро. Сега на вистина може повторно да се врати во секој дом преку изданијата на просветно дело.
И сега, од сите овие изданија кои што овдека ги донесовме, можеме ли да кажеме кое е најбарано, дали има нешто што посебно е интересно за младите читатели? Младите читатели секогаш ги бараат изданијата со лепенки, а не само што ги лепат во книгите, туку сум забележала дека ги има лепено и на многу тетрадки, а дури на вратите во домот. Дефинитивно. Предпоставуваме дека човековото тело ќе биде една од најбараните книги, се уште се дистрибутира во книжарниците, така што се надеваме дека следното гостување ќе се пофалиме дека тоа ќе биде едно од најпродаваните изданија. Да, еве го човековото тело, како ќе го научат најмалите. Верувам дека ќе биде доста интересно. Тука стојат одговорите. Сите оние кои што сакаат на многу полесен и поедноставен начин да ги добијат одговорите за човековото тело на навистина шарен, убав и интересен начин е сето тоа презентирано, тука и на родителите им ја олеснувате многу работата. Да, за сите оние илјадници прашања кои што ги имаат најмалите, концепирано е така да им наликувајте, можеби малку и на оние игри кои што ги играат на мобилните телефони со повлекување на јазичињата, па да им се отвора ново прозорче, да откриваат буквално како што кажав на почетокот, се што се случува кога ќе јадеме, за цревата, за кожата, за косата, на интересен и на вистина шарен начин. Да. Еве, со едноставно повлекување, тука дознавме што се случува со цревата. Така ќе биде доколку родителите се упатат во просветно дело и ќе набават човековото тело. Марија, јас ви благодарам што денес премиерно, можам да кажам, во Македонија денес позборувавме меѓу другото и за ова издание Човеково тело, кое што се надам дека ќе биде дел од сите домови каде што има мали деца и таму на вистина убав начин да ги дознаат одговорите. Благодарам за поканата. Драги гледачи, тоа беа нашите пријатели од Просветно дело, кои што во рамки на денешното издание на Македонија денес презентираат дел од своите изданија кои што се посветени на најмалите. Човековото тело е она што е најново и кое што секако ние ви го препорачуваме како избор кога станува збор за добивање на одговори на прашањата кои што секојдневно вашите најмили ви ги поставуваат, а вие барате наједноставни и најлесни одговори. Ние продолжуваме со Македонија денес, во продолжение идеме со една музичка numera која што ќе го најави нашиот следен соговорник.